Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме клетките на имуниот систем. Сега, првично да имаме еден многу краток вовед, каде што ќе спомнеме дека сите живи организми се изградени од клетки. Така, сега знаеме дека сме изградени од клетки, тоа го учиме уште како прва лекција на биологија, но поентата е не сме изградени од ист вид на клетки. Значи, ова е скоро многу очигледно, дека сите различни ткива во организмот и се изградени од различни видови на клетки. И нели ќе си ја видиш раката, гледаш имаш кожа, тоа се еден вид на клетки, имаш ногти, имаш коса, имаш крвни садови, имаш крвни клетки кои се наоѓаат внатре во крвните садови, имаш различни органи кои се изградени очигледно различно, така значи не изгледаат исто. Значи имаме различни клетки кои не градат нас. Морфолошки изгледаат различно така, иако имаат релативно ист генетски материјал, но се разликуваат во експресијата на истиот. Сега се претпоставува дека ние сме изградени од приближно 210 различни видови на клетки. И сите тие 210 различни видови на клетки всушност потекнуваат од прва клетка, која е зиготот, која ќе се оплоди јајцеклетката од спермална клетка, која е недиференцирана и понатаму ќе се диференцира на сите овие различни видови клетки. Така? И таа е стематична клетка која е недиференцирана. Сега, дел од овие 210 видови на клетки кои ограда нашиот организам, значи во дел од овие спаѓаат и клетките на имуниот систем. Така, и клетките на имуниот систем настануваат всушност преку процесот на хематопоеза. Значи хематопоеза, што всушност значи ко создавање на крв. Односно тоа е процес на создавање на црвени крвни зрнца, бели крвни зрнца и тромбоцити или кои ги нарекуваат крвни плочки. Што е и релативно поправилно, порано се викаат тромбоцити, ама цити претпоставува дека се клетки кои не се всушност клетки, они потекнуваат од клетка, но не се баш. Сега, преку процесот на хематопоеза всушност ги добиваме клетките на имуниот систем, но исто така, значи ги добиваме клетки на имуниот систем кои ги бележиме како бели крвни клетки, но исто така преку процесот на хематопоеза ги добиваме и црвени крвни клетки, односно еритроцити, и ги добиваме крвните плочки, односно platelets, на англиски се нарекуваат, или тромбоцити, порано ги нарекува, а ќе бележам со сина. Сега, од кога ќе се формира зигот, така значи имаме јајцеклетка која се оплоди со спермална клетка. Хематопоезата започнува во првата недела во жолчната кеса, каде што се прават првичните еритроцити, каде што има фетален хемоглобин и така натаму и така натаму, ама првично, значи ќе речеме први недели, значи првите недели, е во жолчна кеса. Така што понатаму нека е на кај трети месец процесот се префрла во црниот дроб, значи хепар, па се префрла во слезина, односно лиен, и ова ваки така трае некаде до 7-миот месец, дори кратко по раѓањето, но веќе кај возрастна личност, значи после 7-ми месец ќе речеме, но и кај возрастна личност, хематопоезата се одвива во коскината СРЦ Ето на почетокот сите коски, после само во долгите коски, во плоснати коски и така натаму и така натаму. Значи тоа не е толку битно. Сега, самиот процес на добивање на различни видови клетки од една стем клетка ќе го разгледаме во наредната слика, но главното е, значи имаме една хематопоетска стем клетка која е самообновлива. Значи имаш една клетка таква која се дели всушност на две клетки, каде што едната од клетките всушност ќе е порасна и пак ќе биде на почетокот, додека другата ќе продолжи да се диференцира натаму. Значи таа е само обновлива на тој начин. Значи оваа ќе се подели на две и оваа со тек на време ќе порасне, а крај пак ќе стане таква голема и пак ќе се подели на две, додека едната од тие две ќе продолжи да се диференцира.
сега ќе видиме како изгледа тој процес. Значи имаме овдека една слика, каде што започнуваме од хематопоетска стем клетка, значи хематопоетска стем клетка, која е самообновлива. Сега, таа може да ни даде милоидна прогениторска клетка или лимфоидна прогениторска клетка. Така, значи тука кала, ќе ставиме како клетка, или пак се нарекува милеоидна лоза или лимфоидна лоза. Сега, милоидната прогениторна клетка се диференцира понатаму, така што можеме да ги добиеме, значи овдека иде надоле, гледате, и после се разгранува на повеќе. Сега, од милоидната добиваме еритроцити, така, добиваме мегакариоцит, кој понатаму се разложува на некој начин, и се добиваат тромбоцити, односно плейтлет, односно крвни плочки. Така, значи тие не се клетки, тие е дел од клетка која порано била клетка, значи мегакариоцит. Значи тие не интересираат, тие се дел од крвта, значи од хематопоезата, но не се дел од имуниот систем. Значи добро, важни се за пренос на материи, крвните плочки се важни за затварање на рани, каде што влегле патогени организми, но не се дел од главниот имунолошки одговор. Нас не интересираат овие. Значи, имаме базофили, имаме еозинофили и неутрофили. Тие се дел од дегранулирачки клетки и името го добиваат од тоа како се бојат со одредени реагенси при гледање на микроскоп, односно при правење на хистолошки препарати. Дали се неутрални, кисели или базни. Сега гледаме дека можеме и да добиеме моноцит, овдека од овој гранулоцитен моноцитен прогенитор клетка, може да добиеме моноцит или неутрофил. Така, значи има два патишта. Ако добиеме моноцит и тој се стационира во дадени ткива, тој моноцитот понатаму се диференцира на макрофаги. Исто така, од милоидната прогенитор клетка или пак од самиот моноцит, може да добиеме ваква дентридична клетка, или се рекува стеблеста, бидејќи тие се како краци, како гранки му се како стебло. Сега, интересно е таа дентридична клетка, всушност можеме да ја добиеме и од лимфоидната лоза. Така, значи гледаме тука може таа да се добие и од лимфоидната лоза, може да се добие и од милоидната лоза. Што е интересно. Сега, од лимфоидната лоза се добиваат те клетките, така кои може да бидат тие цитотоксична или те помошник, ти helper cell. После и други видеи, но нема сега со тоа се замараме. Има Б клетки, Б прогениторот што се добива Б клетка. Сега овдека ни прават проблем овие natural killer cells. Мислам, не ни прават проблем, него кога ќе збориме за стекнати вроден имунитет, овие клетки ги ставаме во стекнат имунитет. Така. Сега, гледате дека само natural killer cell, значи дентридичната ја игнорираме, бидејќи влегува во двете, тука ни квари, ни прави проблем. Да не беше таа тука, да беше во милоидната лоза, ќе речевме дека лимфоидната лоза ни дава стекнат имунитет, додека милоидната лоза ни дава вроден имунитет, бидејќи овие се дел од вродениот. Така. И оваа која ставивме од лево, ќе беше супер. Милоидната лоза ни дава вроден, лимфоидната ни дава стекнат имунитет. Но не е така, иначе ќе беше многу убава поделбата. Сега, рековме дека целиот тој процес од хематопоетска стем клетка, кај што се добиваат овие различни видови на клетки, се одвива во коскената срцевина, значи ако направиме една овака коска, имаме епифизи на коската, така. Ете диафизи, метафиза. Евака ќе ја пресечеме тука, нека вака, имаме тука пресек на коската, каде што коскената срцевина е всушност натрешност. Сега тука околу внатре у коскената срцевина имаме така речени стромални клетки, кои се различни видови на клетки, кои ја одржуваат средината да биде поволна со цел да се одвива хематопоезата. Односно потикнуваат микросредина, прават микросредина која потикнува хематопоеза. Значи микросредина која потикнува хематопоеза. Тоа го прават овие стромални клетки. Сега, самиот процес овој на хематопоеза, кој видовме од како има милоидна или лимфоидна лоза, е всушност многу сложен, генетски регулиран и сега нема да го разгледуваме во детали, значи само вака ќе го разгледаме
општо, бидејќи самата хематопоеза вклучува многу фактори кои ја регулираат на молекуларно ниво, може да се иде тоа и да стане ептен комплицирано. Затоа ќе спомнеме само некои онака рандом работи. Сега, интересно е дека сите овие клетки кои се добиваат не може да се размножуваат самите по себе. Така, значи не може Б клетка да се подели на 2. Или пак еозинофилот се подели на 2 и да направи 2 клетки и после тие пораснат и од 2 4 и така натаму. Значи тие не се само обновливи, не може само да се регенерираат, него мора да дојдат од оваа хематопоетска стем клетка. И тоа е добро, бидејќи да речеме ако беа тие само обновливи, се зголема многу поголема е шансата да се јави некоја грешка при репликацијата, така што ќе се јави еден вид канцер на овие клетки. Затоа се одржува чисти на некој начин само преку овие хематопоетски стем клетки, каде што имаме помала шанса за нарушување на нивниот генски материјал. Сега, друга интересна работа е, например, си се продуцираат овие клетки, така доаѓаат од коскената срцевина, си се продуцираат овие хематопоетски клетки, но како организмот има као запис колку направил и колку треба. Така, ако имаме доволно денеска, готово, паузирај, не треба денеска да се работи. Или ко 5 души умреа денеска, пушти малце повеќе да работиме. Сега, има регулации, например, се зголема хематопоезата, например, да се качиш некако на високо, ти треба повеќе еритроцити, значи, може да се стимулира хематопоеза, но тоа не е дека самата коскена срцевина број колку направила или изгубила, него дека има некој си друг фактор кој условува да се формираат повеќе крвни клетки, бидејќи се потребни за некоја си физиолошка улога. Сега, поради тоа, за да се контролира се ова, всушност сите овие клетки си имаат ко таймер на смрт, бидејќи не се само обновливи и умираат. Например, еритроцитите траат, земам црна боја, еритроцитите траат околу 120 дена и на крај идат у слезината, па макрофагите ги јадат и ги процесираат. Неутрофилите траат еден ден. Така, и нивната популација се одржува константно, бидејќи цело време се прават и цело време умираат и се контролира на некој начин. Бидејќи неутрофилите кога умираат, всушност кога експлодираат, кога уништуваат дели од твоето ткиво, но уништуваат дел од некој патоген организам кој си го внел. Али некои клетки пак може да живеат доста долго, например, те клетките може да живеат дори 20 до 30 години. Така, значи 20 до 30 години. Значи, сите се имаат внатрешни таймери, не се баш таймери, тоа се контролира главно преку BCL2, но нема сега за тоа да збориме. Значи, важното е да знаете дека сите живеат некој си даден временски период и цело време се обновуваат, бидејќи не се само обновувачки, не се реплицираат како други клетки. Сега ќе спомнеме само по некој си онака рандом факт за по некоја клетка, например дека кај овие Т клетките, да, знаеме дека има Т helper cell, Т е цитотоксична, но денеска се збори и за Т регулаторна клетка. Сега на црно. Добро, дека стои вака регулаторна. Значи постои Т регулаторна клетка. Б клетката исто така се диференцира на плазма или пак на памтечка или мемориска Б клетка. Или мемориска Б клетка. Овие гранулоцити, односно еозинофилните, базофилните, исполнети се внатре со гранули кои содржат различни ензими, реактивни кислородни радикали и некои други хемиски соединенија. Ќе разгледуваме понатаму што всушност содржат во гранулите, но се јавуваат при различни работи, например неутрофилите, пораст на неутрофилите е како знак за инфекција, например леукоцитоза. Еозинофилите се зголемува нивниот број кога имаме некакви си паразити, така, значи при паразити. Бидејќи работите што ги содржат во нивните гранули се добри против оштетување на паразитската мембрана. Базофилите се сретнуваат при алергии. И нормално од сите овие цело време имаме некои си константни популации во
крвта, но се релативно мали, значи тешко се бараат под микроскоп и се имаат одредени карактеристики, например вакво ко така сегментирано јадро, ко бубрези вака сегментирано, има многу гранули, нема многу гранули. Значи има одредени спецификации, морфолошки карактеристики спрема кои се разликуваат под микроскоп. Но тоа нас сега не интересира, значи тоа по хистологија може да се учи. Значи ние вака спомнавме некои си карактеристики, видовме дека има милоидна, лимфоидна лоза, овие значи од десно би било убаво сите да се од стекнат имун систем, но natural killer self, односно природни убици, не го пореметуваат тоа. Што има друго? Тоа е главното, значи што сакам да кажам. Значи тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. И во наредното видео ќе разгледаме органите кои се заложни за создавање, односно созревање на различни имуни клетки. И тоа е тоа. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.